што овој пат наши покровители се ПКБ Скопје од Скопје, Скопската пиварница, ИГМ Типо од Скопје, Бучим и акционерското друштво Голдмак од Радовиш, Етко од Тетово, Македонската лотарија, Ноел Гевгелија, а спонзори се Кожарско-преработувачкиот комбинат Куманово од Куманово, Трговското предпријатие Нама од Куманово, Акционерското друштво за сервисирање Сервис Карпош Скопје, Акционерското друштво Унипром Скопје, Адора Скопје Радовиш, туристичките агенции Искра Турс и Крупа од Скопје, Акционерското друштво Македонија Турист Хотел Гранд Скопје, Трговското предпријатие Месо Срем Скопје, приватното предпријатие Агрохем од Скопје, Алкалоид од Скопје, бутикот Бонсај од Куманово, кој што ја декорираше ова сала. Бранимир, ти честитаме на признанието и пренеси ги ни импресиите од тој ден, 9 септември, која го освои златниот медал на Параолимписките игри. Најпрво им благодарен за изборот за спортист на година, тоа е сон на секој спортист. Еве, помина долго време од Барселона, секако дека не се надевав дека ќе направам таков успех. Знаев дека според можностите сум некаде во финале, што на некој начин значи поново успех. Желба ми беше да се дочипам барем до третото место, да видам како изгледа една олимписка медалја. Се случи најдоброто. Успеав да станам олимписки првак со поставување на нов светски олимписки рекорд. Предстои во февруари светското првенство, ти си носител на светскиот рекорд, дали ќе не зарадуваш со нов медал? Да се надевам и јас, моментално сум на припреми со тренерот Стефан Крстевски во Струмица. Се припремаме од 18 до 28 февруари, треба да биде светско првенство во Порто Рико. Пратена е прва пријава, чекаме потврден одговор. Ти честитаме уште еднаш и да не зарадува со нови медали. Го молам председателот на Македонскиот олимписки комитет, господинот Васил Топурковски, да ги предаде одличијата на најдобрите 10 спортисти на Македонија. Само да спомнеме, драги гости, драги гледачи и слушатели на Радио 2000, дека овие медали што ги изработи акционерското друштво Голдмак од Радовиш се златни со символот на скок. За прв пат, еве, нашите спортисти ќе добијат злато од акционерското друштво Голдмак. Меѓувремено да ги повикам и останатите покровители на манифестацијата, а тоа се генералниот директор на рудникот Бучин, доктор професор Ванчо Чифлиганец, кој во името на Голдмак, што ги изработи златните медали за најдобрите спортисти на годината, ќе им врачи букет цвеќе, а потоа го повикувам представникот на ПКБ Скопје од Скопје, инаку наш генерален покровител, да ја врачи специјалната награда на најдобриот спортист на годината, кој исто така работи во ПКБ Скопје. Го молам и представникот на технички директор на Аурора од Радови Скопје да врати специјална награда за најдобриот спортист на годината, а посебно задоволство ми причинува што вечерва во спортската сала Куманово се наоѓаат и нашите колеги од Бугарија.
го молам главниот и одговорен уредник на спортскиот весник Спорт од Софија, Иван Нанков, на најдобриот спортист во името на спортските новинари од Бугарија, да му ја врачи ова прекрасна кристална вазна. И уште еднаш да спомнам дека покровители на манифестацијата се ПКБ Скопје од Скопје, Скопската пиварница, ИГМ Типо Скопје, Бучим и АД Голдмак од Радовиш, Етко, модната конфекција од Тетово, а и самите можете да видите дека вечерва девојките што ги врачуваат букетите ги носат моделите на Етко од Тетово. Спонзори на манифестацијата се Кожарско-преработувачкиот комбинат Куманово од Куманово, Трговското предпријатие Нама од Куманово, Акционерското друштво за сервисирање Сервис Карпош од Скопје, Акционерското друштво Унипром од Скопје, Адора Скопје Радовиш, Туристичката агенција Искра Турс и Крупа од Скопје, Акционерското друштво Македонија Турис и Хотел Грант од Скопје, Туристичкото предпријатие Месо Срем од Скопје, Алкалоид од Скопје, Трговското предпријатие Агромаркет од Скопје, Бутикот Бонсај од Куманово. А сега една заедничка фотографија за репортерите на Скок и останатите редакции.